Добро вечер. Забелешките за слабите реформи во полето на борбата со корупција и организираниот висок криминал бе една од причините поради кои што Советот на министри летоска не даде чист датум за почеток на преговори на Македонија. Брисел е јасен во пораките. Решението на спорот за името е суштински важно за македонските интеграции, но не е единствен услов. Принципот на казнивост мора да се имплементира. После година дена Македонија конечно доби нова антикорупцијска комисија, а и нов закон за спречување на корупција. Но законските решенија ќе останат само мртви букви на хартија доколку нема политичка волја за тие вистински да заживеат. Дали Македонија и незините власти се навистина подготвени да се борат со корупцијата? Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате како е рангирана Македонија од релевантните меѓународни институции според застапеноста на корупција. Што сработиле сите состави на антикорупцијско од низиното основање во 2002. За 16 години поднесени се само 153 иницијативи за кривично гонење. Од нив само една со епилог. Интервју со членот на новиот состав на антикорупцијска комисија Владимир Ѓорѓиев. Корупцијата во Македонија покажува тренд на намалување, но сепак земјава останува една од најкорумпираните држави во регионот заедно со Косово. Најновиот индекс за перцепција на корупцијата на Transparency International ја рангираше Македонија на 93-тото место од вкупно 180 земји во светот со вкупно 37 поени, што е подобрување за 2 поени споредено со годината претходно, но сепак премало за да се каже дека државата постигнува добар напредок во борбата против корупцијата. На оваа ранг листа, каде што земите со 0 поени се најкорумпирани, а со 100 поени без воопшто корупција, што практично е недостижно ниво за ниту една од рангираните држави, Македонија најдобро била оценета во 2014 година, а потоа до лани бележи назадување. Што се однесува до борбата против корупцијата, Европската комисија во својот последен извештај за напредокот констатира дека земјата постигна одредено ниво на подготовка. Постои законска и институционална рамка, како и евиденција за превенција и гонење, иако конечните судски одлуки за случај на корупција на високо ниво и понатаму се ограничени. Корупцијата останува распространета во многу области и продолжува да представува сериозен проблем. Капацитетот на институциите за ефикасно справување со корупцијата покажа структурни и оперативни недостатоци. Политичкото мешање останува ризик, пишува во последниот извештај за напредокот на Македонија. Перцепцијата на корупцијата во Македонија редовно ја истражува и Македонскиот центар за меѓународна соработка. Наодите од овие истражувања покажуваат дека најкорумпирани професии во земјава се судии, јавни обвинители, министри, лидери на политички партии и пратеници. Емина Нурединовска од Македонскиот центар за меѓународна соработка, која што е раководител на програмата за борба против корупцијата, вели дека неколку наоди од најновиот извештај се загрижувачки. Корупцијата во Република Македонија не е казнива, односно од процентите 34% од испитаниците кои што кажале дека биле во некакво коруптивно дело вклучени, тоа проектирано на број на население се повеќе од пола милион граѓани, значи полнолетни граѓани кои што се вклучиле во некаков тип на корупција. Од друга страна, 2016 година само 145 лица биле осудени за злоупотреба на службена должност или подкуп. Тоа е 0,03% од овие 500.000 случаи на корупција кои што граѓаните кажале дека се направени. Тоа значи дека постои неефикасност на системот и како што кажав, корупцијата во нашата држава не е казнива и ова е од највисоко ниво до ситната основната корупција, односно подкупот, а за тоа зборуваат веројатно и случаите кои што се покренати од специјалното јавно обвинителство, а ниеден до овој момент нема разрешница или воеден каде што има сепак не е финализирано она што е очекувано од страна на граѓаните.
Нурединовска вели дека загрижувачки се и наодите кои покажуваат дека прифатливоста на корупцијата се зголемува и особено загрижува што младите се повеќе ја прифаќаат корупцијата. Очекувањата за коруптивен притисок се попесимистички, односно дури 9 од 10 луѓе рекле дека очекуваат поголем притисок за корупција. Ова укажува дека расте песимизмот кај граѓаните, опаѓа оптимизмот дека државата може да се справи да направи повеќе во однос на борбата против корупцијата, и ова за нас навистина беше загрижувачки, изненадување во моментот кога го правевме истражувањето, бидејќи нели станува збор за влада која што пред 3 години од ова истражување ги откри, ги најави бомбите, најави силна борба со корупцијата, меѓутоа се уште кај граѓаните не е допрено чувството или разбирањето дека навистина државата се справува со корупцијата. Нурединовска смета дека се потребни повеќе мерки за ефикасна борба против корупцијата. Првата е функционалност на институциите во секоја смисла и на секое ниво. И прво почнувајќи од специјалното јавно обвинителство, сметам дека треба навистина да се остави, да се ја заврши работата, затоа што тоа е обвинителството кое што се справува со високата корупција, со корупцијата на ниво на именувани и избрани функционери. Ако народот не види казнивост на тие дела, тогаш останува нели понатакав впечатокот дека немаме моќ да се справиме со корупцијата, и останува и чувството нели ако може на тоа ниво, зашто да не може на пониско ниво, бидејќи главната перцепција од се до сега што кажавме е дека корупцијата во суштина е високо исплатлива активност со многу мал ризик во Македонија, затоа што не е казнива. Тоа ја создава таа слика. Потоа поврзано со СЈО веројатно и целиот судски, односно правосуден систем, и тука е обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, кој што навистина мора да си ги добие соодветните услови, екипираност и човечки и материјални за да си ја заврши својата работа, меѓутоа и независност на судовите, бидејќи можете да имате силно обвинителство, ако тоа не заврши со соодветната пресуда ништо од справување со корупцијата. Според Нурединовска, формирањето на Државната комисија за спречување на корупцијата е позитивен сигнал во борбата против овој општествен проблем и представува една од клучните алки во системот за нејзино искоренување. 26 февруари 2018 година е последната седница на минатиот состав на Државната комисија за спречување на корупција пред избивањето на скандалот, дека членовите се делеле високи суми за патни трошоци, што доведе до оставки на 5 мина и до колапс на работата на комисијата. 13 февруари 2019 година е првата седница на новиот состав антикорупционери, кои по една година седнуваат во истите столчиња, но со многу поголема одговорност и со поголеми очекувања од јавноста за вистинска борба со корупцијата. 7 темина ги чека многу работа. 60 предмети за корупција, 80 предмети за судир на интереси, 3000 анкетни листови. Нова се предметите примени во периодот додека немаше антикорупцијска комисија. Новата председателка на комисијата Билјана Ивановска кажа дека меѓу предметите не се оние за вработувањата на синови, ќерки, сопруги, сестри и други роднини на министри и пратеници од владачката коалиција во државните компании. Антикорупцијска проверка ќе биде направена за баџанокот на собранискиот спикер Талат Џафери, но за сега Нури Бајрами останува член на антикорупцијската комисија, а по случаен избор стана и заменик председател. За другите случаи и без представки веднаш ќе се отворат предмети. За жал конструкцијата ќе работиме, ќе постапиме, ќе отвориме предмет, рече председателката, е единствената што во моментов може да ја користи, затоа што се на самиот почеток. Ние анализираме што сработиле сите состави на антикорупцијската комисија од нејзиното основање во 2002 година. Како критериум го зедовме бројот на предмети кои биле поднесени од антикорупционерите до јавните обвинителства, како иницијативи за кривично гонење. Прв состав на ДКСК од 2002 до 2006. Во времето на првиот состав поднесени се вкупно 35 иницијативи за кривично гонење. Како најпознат предмет во тоа време е случајот Бачило, кој е единствен со епилог. Но во тоа време поднесени се иницијативи за кривично гонење на одговорни лица за купопродажниот договор за ОКТА, меѓу кои поранешниот премиер Љупчо Ѓоргиевски, потоа за приватизацијата на Фершпет, за националната платежна картичка, за изградбата на Кермес и за други. Вториот состав на комисијата поднел најголем број иницијативи за кривично гонење до јавните обвинителства, или вкупно 46 во својот мандат од 3 години.
Најголем дел од иницијативите се против градоначалници, како највисоки функционери опфатени со пријави, потоа директори на јавни предпријатија, на агенции, на училишта. Во времето на Салами поднесени се 10 иницијативи за кривична одговорност, меѓу нив и за поранешниот директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Бошко Нелковски, случај по кој Европската комисија ги замрзна средствата за Македонија неколку години. Во времето на Војслав Зафировски поднесени се 14 иницијативи за кривично гонење, меѓу кои против поранешниот председател Бранко Црвенковски за стратегијата за односи со јавност Надеж и против поранешниот министер за земјоделство Ато Спасеновски за наводна злоупотреба при изградба на хидросистемот Злетовица. Во овие иницијативи се опфатени 7 градоначалници. Во времето кога со комисијата председава Љубинка Корабовска биле поднесени 13 иницијативи до јавните обвинителства за кривично гонење на директори на здравствени установи, на Македонската опера и балет, на училишта. Најголем дел од иницијативите се за злоупотреба на службената положба и овластување и несовесно работење во службата, а се иницирани од извештаи на Државниот завод за ревизија. Сламков беше начело на антикорупцијска 2 години, во кој комисијата поднела 14 иницијативи за кривично гонење. Во својот мандат, тој не најде конфликт на интерес кај Сашо Мијалков и сомнежите за непријавен бизнис во Чешка во времето додека Мијалков беше шеф на УБК. Поведените иницијативи пак за кривична одговорност се против градоначалници и директори. Во времето на Миленков драстично паѓаат поднесените иницијативи за кривично гонење. Поднесени се само 2. Тој стана познат по изјавата: "Зошто ве интересира анкетниот лист на Никола Груевски?" и побера од новинарите: "Да го затвориме ова прашање за веки векови. Амин." Составот со кој председава Тандуровски сепак е рекордер по неподнесување иницијативи за кривично гонење. Во првата година од неговото водење на антикорупцијската не била поднесена ниту една иницијатива. Во 2017 биле поднесени 2 и пред да се распушти комисијата исто така 2 иницијативи. Ова е само една од надлежностите на комисијата, за кои пред обвинителствата нема завршница. Но борбата против корупцијата не е задача на една институција, велат познавачите. Тоа е задача на сите институции, но од оние кои се повеќе одговорни за борбата со корупцијата, тоа е јавното обвинителство, кое треба да постапува по индициите на ДКСК. Главната антикорупцијска институција е Собранието. Значи, ако ги погледнете клучните институции, тоа се институции, сите тие институции им одговараат на пратениците. Јавното обвинителство, судството, Државниот завод за ревизија, Министерството за финансии, владата општо и ДКСК сама по себе. Ако пратениците не ги земат уздите и не почнат да кажуваат добро докаде сме со борбата против корупција, зошто ова не е направено, да ги повикуваат и јавните обвинители и комесарите во Агенцијата за антикорупција, да ги прашаат за актуелни скандали кои што ќе се појавуваат. Ние нема да ја искорениме утре корупцијата, да ги повикуваат, да кажат своje мислење зошто и докаде е по некои актуелни корупцијски скандали. Тоа ќе направи институциите да се чувствуваат одговорни пред оние што ги избрале, а тоа се пратениците, а на некој начин и на граѓаните. Така што клучното за успехот во борбата против корупција е враќањето на надзорната улога на Собранието. Новиот состав, додава Поповиќ, треба да се фокусира на високата корупција. Имаме расширена корупција на сите нивоа, меѓутоа тоа што е јасно е дека кога ќе почнете да се занимавате со високата корупција, со корупцијата на политичката елита, од власта и од опозицијата, кога ќе почнете да се занимавате со бизнис елитата, тогаш административните службеници ќе го видат сигналот и ќе почнат да се однесуваат посоодветно. И од тука, и тоа е нешто што секоја антикорупцијска агенција треба да го има, и не само антикорупцијската, туку и јавните обвинителства, е всушност со ограничени ресурси и ограничено време, треба да се фокусирате на она што ќе дае најголем ефект. Најголем ефект нема да дае вие ако казните директор во средно училиште заради злоупотреба на јавни набавки за тоалетна хартија. Најголем ефект ќе дае кога вие најголемите корупцијски скандали ќе се справите со нив. Новата председателка на ДКСК Ивановска доаѓа од Државниот завод за ревизија, институција која исто така е клучна алка во борбата против корупцијата и откривањето на најситни прекршувања на законите во државните институции. Ја прашавме на кој сегмент од работата на институциите ќе се фокусира во новата улога со цел да бидат откриени случаите на корупција.
Па знаете како, еве сега, пошто ја спомнавте мојата институција, ревизорски е првен во ревизорскиот пристап да се определи материјалноста. Тоа значи значењето, што е позначајно да тргнеме од таму. Значи по принцип на приоритет. Тоа не значи дека другите работи ќе останат занемарени, меѓутоа да тргнеме од крупните нешта, од крупните прашања. Мислам дека на тој начин не само што ќе се потрудиме да обезбедиме решение за тие случаи, ќе се обидеме и да спречиме во иднина да не се случуваат такви работи. Значи, едноставно, јавноста и луѓето и функционерите и сите во Македонија да бидат свесни дека има тука некоја институција која што се грижи за законско работење. Но за успешна борба против корупцијата на новите антикорупционери најпрво ќе им бидат потребни нови простори, кои најверојатно ќе бидат во една од новоизградените згради на Скопје 2014, случај со кој исто така треба да се занимава комисијата. Таму ќе треба да се инсталира и софтверскиот систем за поврзување со базите на податоци од други надлежни институции. Борбата против корупцијата е еден од 4 реформски приоритети, дефинирани во владиниот план 18. Усвојувањето на законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси е само еден сегмент. Според планот се предвидува и формирање на посебни специјализирани единици за финансиски истраги во МВР, во јавното обвинителство, во управата на финансиската полиција и во царинската управа, како и за јакнување на капацитетите на оделот за сузбивање на сериозен и организиран криминал при МВР. Потоа и измени и дополнување на етичките кодекси за пратениците, судиите и јавните обвинители, со цел проширување на одредбите за судирање на интереси. Господине Георгиев, ви благодарам што прифативте да бидете гостин во нашата емисија. Низ годините антикорупцијска се девалвираше до тој степен што граѓаните всушност и заборавија дека ова тело постои. На некој начин заборавивме и што ви е опис и попис на работни задачи. Зашто вие постоите и што треба да работите? Да, ви благодарам на прашањето. Да, вашата констатација е навистина точна, бидејќи не произлегува само од пишувања во нашите медиуми, меѓутоа и во констатациите и на невладините организации, тоа е баш стриктно и наведено и во самите извештаи на Европската комисија за напредокот изминативе 5-6 па и повеќе години. Во делот на, конкретно на комисијата, дека не покажува доволно проактивност, дека нема неселективност во незиното постапување и дека во иднина навистина треба да се самата комисија создаде услови за непристрасно постапување по предметите, ако веќе говориме особено тоа значајниот момент на работењето на комисијата, што се поврзани кон можните злоупотреби на службените лица. Ако ми дозволите, јас само на почеток сепак еви за јавноста би кажал за какво тело се работи антикорупцијско тело согласно методологијата што веќе е генерално прифатено и во светот. Че самиот модел на ова антикорупцијско дело е превентивен, ја би рекол проактивен, за разлика од оние модели што имаат повеќе истражни надлежности или јавно обвинителство, како што е да речеме и УСКОК и така натаму, кои што се реактивни. Новиот закон за спречување на корупција, јас не би се зборил за претходниот закон и двата закони по кои што постапуваше ДКСК, веќе користам таа скратеница во интерес на времето, овозможува, значи, веќе и на одреден начин, што беше и препорака и на самата Европска комисија, особено во последниот извештај од 2018, да и се доделат и одредени истражни веќе надлежности на самото тело. Овие истражни надлежности би ги насочил во 4 правци. Прво, во делот на навистина постапување во поглед на судирот на интереси, бидејќи судирот на интереси не е нешто што само ќе се констатира во одредена ситуација или може да се говори вклучувајќи го и непотизмот што е толку актуелен деновите, но меѓутоа навистина да се оди процес на испитување на тоа дали и во кој обем постои судирни интереси во конкретни ситуации. Втората насока на истражните надлежности на ова тело е во делот на испитувањето на имотната состојба. Ова е ексклузивна надлежност на Државната комисија за спречување на корупција, бидејќи само таа ќе биде надлежност во поглед на ова активност. До сега имавме поделена некако надлежност помеѓу ДКСК и Управата за јавни приходи, меѓутоа ова беше баш и препорака од 4-тиот круг на евалуација да биде токму Државната комисија. Само вие да сте надлежни. Така. Од почеток, од проверката на имотната состојба,
па доколку се утврди неусогласеност на податоците со регистрите на другите институции, да се пристапи и кон длабинско испитување на имотната состојба, што е разлика и од претходниот закон, кога што и доколку беше утврдена несразмерност помеѓу имотот на службеното лице и она што тој го пријавил, единствена мерка беше оданочување со 70% на тој веќе имот што се разликува од неговите редовни приходи пријавени и оданочени. Која е разликата? Сега која е мерката? Сега мерката е дека можете Државната комисија може директно да покрене постапка за кривична, односно кривична иницијатива до јавното обвинителство согласно член 359А од кривичниот законник, по што би следело, значи, можеби и затворска казна, евентуално доколку се утврди големо Тоа е работа веќе на пречекување, судството. но и конфискација, што е многу исто така. Но се разбира, тоа е веќе делот на правосудните. Ги споменавте анкетните листови, еден од клучните проблеми низ годиниве токму тоа што на некој начин на антикорупцијската немаше механизам како да ги следи сите анкетни листови на сите функционери, затоа што вие избиравте по случаен избор. Па сега некој функционер кој што е среќлија и нема да му се погоди таа година, може слободно да си го преспие, условно кажано, својот мандат и да си го наталожи имотот. Од друга страна, па ниту е јавно, ниту можеме да видиме со кој имот располагал на денот кога дошол на функција и да се следи тој раст или како се движела таа имотна состојба низ годините до денот кога му завршува мандатот. Ова дали е решено со новиот закон? Да, решено е. Што се однесува до самата на вашето прво прашање, значи на начинот како ќе се следи имотната состојба на избраните именувани лица, но и до другите службени лица, што се веќе согласно членот 82 дефинирани кои се тие што треба да достават податоци за имотната состојба и за интересите, значи сега ќе се работи за еден образец. Тоа е предвидено да се спроведува за сите, значи да немаме веќе селективност во поглед на тоа кои лица и дали се од законодавната, извршната, судската власт или од локалната самоуправа. Значи ќе ги чешувате сите функционери. Меѓутоа, мораме да бидеме отворени пред јавноста. За да тоа направиме, во тек е процесот на интероперабилност во која што ќе бидат вклучени сите институции за да се овозможи ова што рекол првична идеја проверка на сите, значи преку воспоставување на таа или вклучување во таа платформа на интероперабилност и развивање на веб сервиси. Ова е малце можеби техничко прашање. Тоа оди преку Министерство за информатичко општество. Тоа општество. оди преку Министерството за информатичко општество, а имплементатор е, не знам, некој од овие консултантски IT компании. Меѓутоа законот дава механизам за апсолутно дава да се работи нова и утре сите функционери да бидат прегледни. Ние сме спремни. Нашата база на податоци е развиена. Имаме веќе и софтверски решенија на одреден начин изработени, нормално ќе треба да се тестираат и за онлайн поднесување на анкетните листови. Тоа е многу важен чекор за ова што го говорам. До сега анкетните листови ги добивавме во писмена форма, нашите колеги од одделението за имотна состојба рачно ги внесуваа во нашата база на податоци, што секогаш е можна и грешка, значи човечка грешка. Да. Сега самото онлайн поднесување ќе возможи директно податоците, самото службено лице што ги внесува да влезат во базата на податоци и после електронски да се споредуваат со 17 дури институции што располагаат. Се фокусиравме да речам на оние позитивни страни од новиот закон и на тоа што тој ќе ви овозможи. Меѓутоа сигурно гледате некаде пропусти или некои дупки што мислите дека ќе се јават во текот на неговата имплементација. Сигурно не е идеален новиот закон. Каде мислите дека може да има проблем? Вака, добро знам. Долги години сте во процесот и мислам дека можете да антиципирате можеби некоја празнина, некоја недореченост во законското решение. Недостатоци, да. Јас не би сакал да зборам за недостатоци, да не предупредуваме, знаете, однапред каде би може... Да им објасните како да го заобиколат законот. Знам, малце, една шала, скоро имав еден состанок со престојници од меѓународната заедница, беше во врска со нека еволуација на еден твининг проект, каде што баш зборовме на таа тема. Тие рекоа, доколку има некоја празнина во некој наш закон, во Финска, во Финска, че ние се собираме и решаваме како тоа да го надминеме, знаете, доколку да се надминат во интерес на јавниот интерес и на јавното добро. Меѓутоа кај нас веднаш се говори кои се дупките во законите, дај да видиме како може да го изиграме законот. Да, законот не е совршен и нас, на вистина има места за подобрување. Во делот на испитувањето на имотната состојба
Тоа ќе биде значи за прв пат што на овој начин ќе спроведуваме. Немаме практика, имаме меѓународна практика, јас имам доволно искуство и компаративни анализи како би можело тоа да се справи, да се спроведува. Најважно сепак ќе кажам е соработката со другите институции што би требале да хранат навремено со податоците. Да, инаку ќе се сведете на ниво на некој аларм во општеството така е, што така. детектира проблеми, меѓутоа Да, но не може да се Нема справува. Меѓутоа решение. сепак како институција исклучително важна, а јас се постојано говорам во целокупниот систем на борба против корупцијата, ние сме еден запчаник, можеби многу важен запчаник, бидејќи нашите надлежности се не се стрикни, дека ние мораме да постојано постапуваме по нашите законски надлежности. Ние имаме, како да кажам, една креативна, широко поле на апсолутно на действување. креативност. Јас вчера кажав на пресконференцијата за првата Така. седница, дека нас ни е неопходна поддршката и на невладиниот сектор и на медиумите. Значи се работи воспостав- сепак за политичка волја, дека не Апсолутно, беше да. толку законското решение како Не. документ неопходно, туку Апсолутно. политичка Значи, волја. законот беше и предходно оценуван од меѓународната заедница, даваше доволно широка рамка за постапување. Меѓутоа, токму ради тоа што ние секогаш гледавме како може би во одредена ситуација да не се постапи, па не се постапуваш. Ево, Сега го ќе има ли спомнавте. политичка волја, верувате? Јас верувам, верувајте ми дека во моментов постои политичка волја. Доколку ја Такви нема... сигнали добивате од другите институции со кои што треба да се вмрежите? Да, веќе имавме вчера состанок и со Министерството за правда, треба со Државната изборна комисија да имаме утре, баш во делот сега на актуелната состојба за распишаните избори, а меѓународната заедница веќе бара со нас и представници до меѓународната заедница состаноци денеска веќе имавме еден така да јас знаете зашто највише сум оптимист? Доколку и одредени состојби ситуации повторно не сакаат да се развиваат во позитивен правец, можеби со одредени можеби сопки, препки или недоволна соработка, барем ќе имаме на наша страна дефинитивно и меѓународната заедница. Не велам дека нема Па волја полето со и во корупција, да, од беше едно сегашната од... власт, меѓутоа сега сме веќе еве зачекорени кон НАТО. Јас многу ќе ми биде драго во наскоро бидат и завршено и процес на подготвителен скрининг и конечно да се надеваме Мислите дека влезот во ЕУ ќе даде еден ветрев Апсолутно. грб на овие процеси? Мора за да борбата даде, против ако корупција? ништо друго, да бидат, знаете, опомена дека се Да. очекува и од ова тело особено да навистина се ја преземе својата улога што и си ја заслужува. Ма во знаете, општеството. две се страните на оваа паричка, затоа што од една страна ЕУ ќе ни помогне да се бориме со корупција, од друга страна за да влеземе во ЕУ, еден од условите е токму реформи во ова поле и испорачени резултати, баш за корупција и за организиран криминал на високо Тука се ниво. целосно Така беа управа. заклучоците нели од Советот. Така и токму И- поглавието 23 кој што ги опфаќа правосудството, фундаменталните права меѓу што и антикорупцијата е првото што ќе се отвори и последното што ќе се затвори. Така. Меѓутоа, во самиот тој процес, колку и да трае години, значи ќе имаме повторени прашања. Нема ако затвориме ние во ред Државната комисија отвара предмет, испитува имотна состојба, во ред тоа ќе го штиклирате Па и ќе се заврши. опуштите? Не, Да. во текот на целиот тој процес може уште 10 пати да побараат податоци, оваа година како сте постапувале, колку предмети сте отворили, дали сте имале соработка со другите институции. И тука е, Ќе мислам... мора да бидете на штрек постојано и вие и ние, општеството меѓутоа, и сите тие, дефинитивно, И ако функционерите. сакаме, и функционерите, Што е апсолутно најважно. ние, да. Ќе ве прашам само на крај, вие сте дел од новиот состав на старо новиот, вие сте и предходно член, вие сте малку, да, Да, бев една во друга- секретаријатот, Во секретаријатот, долго вие сте во институцијата, меѓутоа сте дел од новиот состав на антикорупцијската комисија, се избра во една транспарентна постапка што исто така влијаеше врз довербата на јавноста, меѓутоа од друга страна па се исправа еден период на наплив, да ги речам, од партиски вработувања и сомнежи за непотизам, меѓу другото и за самите членови, тоест за ваш колега во антикорупцијската, баџанакот на собранискиот спикер. Колку мислите дека ова ја наруши довербата и јасната слика за процесот што требаше да даде еден сигнал во јавноста дека конечно имаме чиста комисија? Па за жал, тргнавме со една таква состојба, но јас верувам дека и вчера беше разјаснето дека следејќи ги законот и нормите, дека немаме судирни интереси за изборот, зборам сега за нашиот член на Нури Бајрами. Бидејќи, знаете, судирот на интереси е суптилна една зона, една сива зона.
повеќе навлегува во делот на етиката. А кога следиме нормата, значи комисијата за селекција го спроведе интервјуто. Представници и од опозиција и од позиција, но и од, да речеме, од третата страна, од невладиниот сектор, медиумите и така натаму. Имаше присутни и од невладините организации. Заеднички впечатокот дека се работи за солиден кандидат. Да, за неговата роднинска, односно не е роднинска, сватовска врска. Ама сватовска врска е опфатено во законот како да, до за второ државни коле. Меѓутоа, како квалитет, тој си го кажал своето. Бил оценет со високи оценки. Комисијата за избори и именување исто така немале забелешки. Мислите дека квалитетот треба да биде пресуден, зашто знаете тука е малку знам. спорно некој кој што самиот би можел да биде во конфликт на интереси зона да суди за конфликт на интереси. Апсолутно. На друг колега. Согласувам во тоа, затоа дека судирот на интереси е една навистина ситуација состојба што треба од случај до случај да се решава. Конечното гласање во собранието не влијаело гласот, јас велам, и на првиот човек на собранието. Значи тој можел и да се иземе во одредена ситуација, немало да влијае на целиот процес. Ма вие велите самиот етичка е компонентата, тука има и метафизика. Знаете, влијанието не се врши само со глас, се врши со позиција. Вие стоите како прв меѓу еднаквите. И вршите влијание енергетски, ако ништо поинаку. Меѓутоа, еве, јас и вчера кажав и колегите кажа, постои уште една новина во нашиот закон, кој што однесува токму на членовите на Државната комисија за спречување корупција, дека еден од условите за разрешување, до сега ги немаше тие услови, имаше само за престанок. За разрешување токму тоа доколку членот на комисијата се најде во судени интереси, се збориме веќе во конкретна работа по предмети и така натаму, и не се иземе, тоа е еден од основите за да биде тој разрешен. Значи велите да му дадеме шанса на Нури Бајрами. Апсолутно, да јас би дал шанса на секој кој што Павелам се покажал квалитетен во интервјуата. Значи немало, јас верувам дека немало неквалитетен некој да влезе во таа ранг листа. Вие ќе го следите целиот процес и ако се утврди навистина и самиот човек кажа дека ќе работи транспарентно, дека ќе заборави на непотизми више и не знам судирани интереси, но доколку се утврди дека навистина воден предмет што во иднина би бил отворен и тој не се иземал од постапување, тоа е навистина основ за разрешување на него или на БН или на било кој. Председателката веќе најави дека токму овие вработувања ќе бидат први на тапет, меѓутоа изгледа премиерот веќе послуша, па најави дека ќе стопрат сите вакви Никој не може да забрани на извршната власт и на премиерот да си ги разгледаат да си ги преразгледаат одлуките. Јас сепак, ние си имаме своја надлежност. Независно од тоа дали извршната власт ќе си преземе свој чек. Значи ќе бидат испитани сите овие решенија за вработување. Како прв случај. Уште утре, јас не би сакал сега во име на комисијата зборам, верувам дека наскоро ќе бидат отворени овие предмети, ќе бидат земени под лупа, секој поединечно се проведат. Најважно е значи процедурите дали се запазени. Значи самиот непотизам не значи што велам веднаш и судени интереси. Непотизмот е особено и по теоријата доколку имаме назначување или вработување незасновани на мерит. Значи кога некомпетентни лица не се запозувајќи никаква процедура биле поставени или работени на благодарение на роднинската врска, не на компетенција. Значи затоа треба да се испитаат дефинитивно сите состојби доколку навистина биде утврдено такво, ние имаме дури надлежност да побараме и поништување на. Ќе ве следиме и ќе ве држиме за збор. Да. Ви благодарам многу за времето. Благодарам и на вас за интерес. Седма година поред се очекува да расте европската економија со прогнози за раст за секоја земја членка на ЕУ, што значи повеќе работни места и просперитет. Ова покажува зимската економска прогноза на Европската комисија за 2019 година, која беше објавена денови. Се прогнозира дека вкупната стапка на раст од 1,5% ќе биде нешто пониска во однос на високите стапки на раст остварени последните години. Забавувањето ќе биде поизразено во еврозоната поради неизвестноста во глобалната трговија и влијанието на домашните фактори во најголемите држави членки на Европската Унија. А кога се работи за поголемите држави членки на Европската Унија, прогнозите за раст за 2019 година се значајно коригирани надолу. Така прогнозата за Германија е раст од 1,1%, Италија 0,2% и Холандија 1,7%. Растот би требало постепено да се врати во втората половина на оваа година и во 2020 година.
Без разлика дали се работи за играчки, електронски уреди или автомобили. За неисправни производи нема место во Европската Унија. Во ова ќе помогне новата регулатива за надзор и усогласеност на пазарот, за која привремен договор минатата недела постигна Европскиот парламент и Совет. Единствениот пазар на Европската Унија е изграден на основа на доверба, а со овие нови правила се заштитуваат потрошувачите и честните бизниси од нечестните трговци, кои се обидуваат да продаваат небезбедни производи во Европа. Новата регулатива ќе го интензивира споделувањето на информации помеѓу државите членки на Европската Унија за нелегални производи и тековни истраги. Националните власти ќе може да преземат ефективни и брзи акции против небезбедни и нелегални производи на пазарот на Европската Унија. Ќе се подобрат проверките на производите и ќе се зајакне контролата на надворешните граници на Европската Унија. Бројот на новоформирани фирми во Европската Унија во однос на бројот на вкупно активни фирми изнесува 9,8%, покажуваат податоците објавени од страна на Евростат, а кои се однесуваат за 2016 година. Оваа стапка е нешто повисока отколку во 2015 година, кога била 9,6%. Разгледано по држави, стапката на новоформирани фирми во Литванија изнесува 18,8%, Малта 16,4% и Латвија 16,2%, а во Шпанија, Франција и Холандија стапката е колку просекот на Европската Унија. Најниска стапка на новоформирани фирми во однос на вкупно активни фирми има во Грција 4,5% и Белгија 6,2%. Од регионот во Хрватска стапката е 8,7%, Словенија 10,4% и Бугарија 12,5%. Евростат објавува податок и за Македонија, но за 2015 година, кога оваа стапка изнесувала 10,2%. Ако од Македонија секојдневно слушаме вести како биле откриени возачи кои управувале возило без да носат со себе возачка дозвола и за тоа добиле писмена опомена или мандатен платен налог, од другиот крај на Европа, Финска, доаѓаат поразлични вести кога се работи за возачките дозволи. Од овој месец, после подолг период на тестирање, Финска планира да воведе во употреба дигитални возачки дозволи, односно секој возач да може на својот мобилен телефон да ја има возачката дозвола преку апликација. Според Министерството за транспорт и комуникации на Финска, кој е носител на проектот, мобилната возачка дозвола е електронска услуга, која ќе го направи секојдневниот живот на граѓаните полесен. Мобилната возачка дозвола е бесплатна, опционална услуга која може да биде инсталирана на секој мобилен уред и да се користи дополнително на традиционалната возачка дозвола. Таа ги содржи сите податоци што се запишани на традиционалната возачка дозвола. Апликацијата овозможува со себе на својот паметен телефон возачите секогаш да ги имаат последните податоци и слика за нив, како и податоците за сервисот на возилото, кои може да бидат од голема корис во различни ситуации. Откако апликацијата ќе биде инсталирана на посакуваниот мобилен телефон, во истата со помош на мобилен сертификат се активираат возачката дозвола и возилата во сопственост на возач. Возачот може да создаде и QR код со чија помош, например полициски службеник на брз и едноставен начин ќе може да ги прегледа податоците за возачот и возилото. Преку мобилната апликација, возачот може да добива известување од финските власти задолжени за безбедност во сообраќајот. Па така, ако некој возач вози со брзина поголема од пропишаната и го регистрираат камерите за безбедност во сообраќајот, веднаш ќе добие известување на својот мобилен телефон дека ако уште еднаш биде фатен како брзо вози, неговата возачка дозвола ќе биде суспендирана. Финските власти особено внимание имаат посветено на заштита на податоците и безбедност на информациите на услугата. Пристапот до апликацијата е со помош на PIN код, биометриска идентификација, отпечаток од прст или препознавање на лице. И следната недела Агенда 35 е посветена на прогресот во различни реформски сфери, а имаме интервју со амбасадорот на земјата председавач со ЕУ Романија. Не заборавете да не следите на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили и тука на Македонската радио телевизија секоја недела во 20 часот и 15 минути. Се гледаме!